Почитувани, владата предводена од ДУИ и СДСМ нема намера да се откаже од покачувањето на ДДВ-то за јадници и прехранбени производи. За подсетување, министрите пред речиси 2 недели одлучија двојно да се зголеми данокот за кашкавалот, урдата, цвеклото, лутеницата, фефероните, сладоледот, чајот и други производи од секојдневието на секој еден од нас. Ова ли се тие луксузни производи? Премиерот ги навредува граѓаните, велејќи им дека шират паника, наместо да се радуваат што данокот бил повластени 10%, а не 18%. Каква навреда за интелигенцијата на народот? Не постои друга држава во Европа, а веројатно и во светот, што во време на ваква инфлација се одлучува дополнително да ги покачи цените на прехранбените производи со цел да прибере повеќе данок. Даночната реформа на СДСМ и ДУИ е всушност арач за граѓаните и стопанството. Почитувани, власта на ДУИ и СДСМ зголемува даночен товар за да земат што повеќе пари за да можат да ги поделат на своите фирми. Со вашите пари ќе се платат тендерите за ископ на јаглен, со вашите пари ќе работат подизведувачи на автопатот за кој нема проект, со вашите пари ќе се организираат настани организирани од Eurovia, со вашите пари ќе се плати за учебниците што доцнат, а ги печати Arberia Design, со вашите пари Pixel ќе инсталира фотоволтаици и безброј други примери на сомнителни и коруптивни сделки во секој сегмент. Во следниве неколку месеци со оваа власт ќе биде тешко, ќе прават притисоци, ќе крадат, ќе се корумпираат, ќе зголемуваат давачки, ќе се луксузираат, ќе бидат арогантни, ќе амнестираат. Се чувствуваат промените, а тоа го знаат и Илинденска број 2. Преостануваат уште неколку месеци до падот на оваа власт, тие се исплашени, се одмаздуваат на секој начин затоа што никој не им верува, им се стеснува кругот и доаѓа денот кога ќе се соочат со гласот на народот. Важно е да издржиме сите заедно против таа мала група неспособни клептомани. Важно е да се соочат со одговорност и казна за секоја неправда која секојдневно ја нанесуваат. Важно е листата на прехранбени производи со 10% данок на додадена вредност веднаш да биде коригирана. Важно е да има промени затоа што вака веќе не може. Ви благодарам.